време е за вториот гостин. Нашата Искра веќе го пречека нашиот вторденешен гостин, кој што ќе ни каже многу повеќе за меѓународната конференција за бизнис, образование, спорт и туризам. Топло добре дојде за професор доктор Зоран Ивановски, проректор за наука и развој на Универзитетот Скопје. Секогаш е задоволство да се говори за образованието, особено за она што во високото образование се случува и што е некако репер за се што треба да биде стандард во земјава. Да, конкретно нашиот гостин е професор по финансии, така што тоа е неговата бранша. Денес ќе најавиме неговата конференцијата, ќе најавиме, но тој има толку многу повеќе да зборува на оваа тема, што мислам дека 15-20 минути ќе премалку, да. Но, добро утро, професоре. Добро утро. Но проблемот не е само што вие имате многу што да кажете на тема економија, каква е економија, зошто е таму на тоа дирече на кое што е финанси, каква е нашата финансиска писменост, на работава е што ние не знам колку ќе успееме да ве разбереме. Прво нешто што ми кажавте кога дојдовте овде е дека воопшто сте зачуден што се интересираме за една ваква тема, бидејќи премалку е застапена на медиумите и дека токму поради таа незастапеност делумно сме во ваква состојба во каква што сме. Прво би сакал да се заблагодарам на поканата, исто така да ги поздравам вашите гледачи и навистина да споделам она што и го кажав на вас на почеток. Пријатно сум изненаден од поканата да гостувам на вашата телевизија и да ја најавам меѓународната конференција која организира Универзитетот Скопје на највисоко ниво, со цел да во оваа наша држава, во оваа наша економија дадеме свој инпут и од страна на науката. Следејќи ги утринските вести, кај вас, значи, не може човека да не прокоментира дека споделуваме само повеќето негативни вести со ниско ниво на оптимизам и така натаму. Меѓутоа, една од причините за таквата состојба во која се наоѓаме како држава, како економија, а тоа се пресликува и на животниот стандард на граѓаните, токму што науката, знаењето, образованието е поставено на маргините на општеството. Значи, се додека не ја вклучиме активно науката во секојдневниот живот, не може оваа држава и оваа економија да очекува ништо добро, а тоа би било, значи, повисоки стапки на економски раст, кои сите нас би ни значило повисок животен стандард, подобро утре за нашите наследници, новите генерации, или она што е можеби во моментот и најгорливиот проблема, тоа е големиот одлив на мозоци, млади луѓе од нашата земја. Знаете, многу се ретки емисиите каде што се прокламира наука, каде што се објавуваат вакви вести, како да веќе почнуваме како општество да се срамиме од овие теми, кои би требало да бидат приоритет во општеството, а не некои црни теми и проблеми кои пред се должат на немањето на капацитет, знаење, искуство, а пред се кога немаме науката како наш главен сојузник. Доколку ги анализирате земјите, развиеноста во светот и така натаму, треба да биде јасно дека ништо не е случајно. Оној развој кој го постигнуваат одредени економии се должи на науката, знаењето и примената на најдобрите светски практики. Се додека ние не направиме една промена на нашата свест и нашиот пристап кон овие работи, не можеме да очекуваме за жал никакви подобрувања. Дали ќе биде една гарнитура, друга или трета на власт е ирелевантно, се е до моментот додека науката не биде ставена на пиедесталот кој го заслужува. Токму во таа насока, јас би сакал да кажам... Еден од причините, предпоставаме, ваквата конференција да се организира, така? Дека Универзитетот Скопје, како општествено одговорна компанија, институција, високообразовна, го дава својот придонес и на овој план, без буџетска поддршка, значи со собствени средства, финансира, носи странски професори, реномирани и така натаму,
кои тука, нели, во нашата земја ќе ги споделат своите знаења и искуства, а секако зад тие настапи ќе остане и пишаниот збор, кој секако бизнис секторот, реалниот некој ќе го сектор примени еден ден, или носителите на власта ќе можат, нели, да ги добијат да го сублимирано, да ги речеме. препознаат, а се додека не ги препознаат, не Ќе се може тапкаме во место. не може да очекуваат и нашите граѓани, нели, поголем прогрес во нашето општество. Ајде сега малку за самата конференција Icon Best, да видиме по што е таа специфична и зошто е таа толку значајна за целото наше општество. Па видете, ако сте во академскиот свет, секојдневно ќе се соочувате, нели, со повици за меѓународни конференции на светско ниво. За жал, нема толку многу такви повици во Македонија. Се разбира, Универзитетот Скопје, освен кон образованието, ги следи она што се нормалните барања и законски обврски на секоја високообразовна институција, а тоа е академскиот кадар да се бави интензивно и со наука. Тоа бавење со наука значи барем печатење на трудови во реномирани научни списанија или настапи на реномирани конференции. За да имате, нели, настап, као што треба, таа конференција треба да изобилува, нели, и со релевантни гости, пред се, нели, од странство, а и од државата. И за таа цел Универзитетот Скопје секои 2 години, значи на биенално ниво, организира, а ова ќе биде 9-ти пат, затоа што Универзитетот Скопје постои веќе 18 години, веќе е полнолетен, можеме да кажеме. И во понеделник на 18 ноември ќе започне меѓународната конференција, која носи кратенка Icon Best или International Conference е тоа Icon, а Best е Business Education, Sport and Tourism, она што е и главната област на нашиот универзитет. Значи, идејата е тука да покажеме ние како универзитет, како академски кадар, каде е нашата позиција, дали можеме равноправно да се носиме и на планот на науката со реномирани професори од странство, кои на наша сметка, нели, доаѓаат, ги каниме овдека, а се со цел сите заедно да понудиме на носителите на економските политики релевантни правци кои би можеле да ги следат во наредниот период, со цел да одиме понапред. И колку што разбрав, акцент ставате на иновативни решенија, така што претпоставувам дека за разлика од минатово во многу сфери од нашето живење имавме копи-пейст од странски искуства, претпоставувам дека вие сте за оригинални решенија. Па и самиот назив на конференцијата е поглед кон иднината, препознавање на трендовите и проекција на правците за иден развој. И тука се нуди опција, можност да се дискутира, дебатира во повеќе правци. Секако иновациите треба да доминираат, затоа што само тие не влечат кон иднината. Она што ќе ни даде во иднина и компаративна предност како национална економија во однос на другите на овој глобален пазар на кој треба ние да се избориме. Значи, на конференцијата ќе се дискутира во повеќе области. Значи, едната е економија и финанси. Морам да ја споменам таа каде што сум и јас. Каде што најдобро пливате. Така е, предприемаштвото, маркетингот, понатаму човечките ресурси, информатичките технологии, меѓутоа секако тука е и туризмот. Морам да споменам дека Универзитетот Скопје, нели, започна како факултет за туризам и остана, нели, најпрепознатлив некако како туризам и ден денеска не викаат на Универзитетот за туризам и менеджмент, иако, нели, го сменивме името, али како и да е, морам да кажам дека сме исклучително задоволни како институција, што и во вакви услови, кога високообразовните институции се борат и со секојдневни проблеми, успеавме да привлечеме преку 60 реномирани говорници, што е импозантна бројка, а повторувам, тоа го правиме, нели, без поддршка од државата, буџетот и така натаму, нели, со сопствените средства на универзитетот. И да споменам дека на пленарната седница на овој конгрес ќе имаме и исклучително реномирани професори.
Значи, ќе гостуваат професорката и ректорка на Универзитетот за телекомуникации и пошти од Софија, Миглена Темелкова, Горан Бандов од Хрватска, професорот од Факултетот за меѓународни односи и дипломатија, професорот Слободан Ивановиќ од Универзитетот за туризам, од Факултетот за туризам и гостителство во Опатија. Исто така ќе не удостојат професори од Албанија, Косово, Романија и така натаму. Сите они очекуваме да дадат свој придонес, свој инпут и навистина да се представиме на она ниво кое универзитетот и го заслужува. Кои ќе бидат главните пораки на оваа конференција? Па веќе во самиот старт кажав, ние ќе се обидеме да ја пренесеме пораката дека науката мора да го заземе своето место во оваа наша држава, бидејќи, видете, ние треба да се обидеме да излеземе од кругот на локални губитници на овој простор кај што се наоѓаме и да се приклучиме на групата на глобални победници. Уште еднаш повторувам, без знаење, без наука, тоа е невозможно. Се додека науката, знаењето се на маргините, за жал не можеме да очекуваме нешто да се смени во оваа наша економија. Како да се направи тој исчекор? Па видете... Од кого најмногу зависи? Па, овдека нема исклучителна и одговорност на една институција или на еден човек. Ова мораме сите заедно да го работиме. Доколку високообразовните институции, па и пред нив, средношколските и така натаму, имаат обврска да го пренесуваат и тоа квалитетно знаењето, ако високообразовните институции имаат обврска, тоа е секојдневние и законска обврска да работат на научно-истражувачката работа, тоа треба да го прават квалитетно, а се разбира државата би можела да покаже интерес кон тоа, барем со зголемување на буџетот и издвојувањата за образование и пред се за науката. За жал, конкретните состави во буџетот на државата се такви што станува збор за незначителни суми. Доколку само споредиме неколку ставки од буџетот, наскоро ќе се усвојува новиот буџет за 2025 и токму по него, по ставката наука, можете да видите колку е една држава сериозна во пристапот кон поддршка на науката како главен двигател и мотор за економски развој. Се разбира, потоа дипломираните, завршените и оние кои се бават со наука треба да си го најдат заслуженото место во општеството. Примена на мерит системот во секојдневниот живот и, да кажеме, оддалечувањето од оние политички влијанија, притисоци или различни начини на креирање на кариера е она што единствено исто така може да не однесе напред. Бев и испровоциран од веста во Валенсија, кога народот протестира во однос на лошите политики на власта, како се справува со последиците од катастрофалните поплави. И главна порака на демонстрантите беше дека најлоша комбинација е политичар плюс неспособен. Значи, нас ни требаат вистински луѓе на вистински места, а тие не треба да се плашат од науката, него секогаш да имаат како свој сојузник, бидејќи само тоа во крајна линија ќе ги донесе кон посекуваната цел, а тоа е да ги добијат и следните избори. Јас многу ви благодарам на вашето гостување. Треба почесто да ни гостувате, особено во однос на едукацијата и непознавањето на економијата што имаме како обични лајци и финансиската неписменост, која што очигледно е на многу ниско ниво. Да, доказ е големиот број на учесници во последните пирамидални шеми, понзи шеми, кои се исто така атрактивни како теми за дискусија, али се за жал и доказ на кое ниво се наоѓаме. И тогаш кога и општеството и вашите гледачи ќе сватат дека ваквите теми се многу поважни од секојдневните теми каде што се соочуваме со проблеми, значи дури тогаш ќе можеме да кажеме дека веќе сме на вистинскиот колосек и дека се движиме во посакуваната насока.
Уште еднаш многу ви благодарам и да подсетиме конференцијата ќе биде на 18 ноември. Не прашав и претпоставувам се подразбира каде ќе се одржи, секако во просториите на Универзитет Скопје, и сите заинтересирани се поканети. Значи, присуството е слободно, можат да уживаат во настапите на реномираните професори. Значи, поканете се сите, единствено што може да им се случи да научат нешто повеќе, така? И да имаат желба да слушаат. Ви благодарам многу.